Здраво, дечки! Денес возам по втор пат Opel Astra. Сега си кажете сигурно, чекай, има нешто ново, има некој фейслифт? Не. Нема фейслифт, нема ништо ново, освен тоа што првата верзија што возев беше најопремената, имаше се што може да се стави во опрема, а денес возам Edition, едно од почетните нивоа на опременост за Opel Astra. Прва работа, искрено, што многу ми паѓа во очи кај новата Opel Astra е дури и во ова Edition ниво на опременост, нели, како што кажав, по почетното ниво, е што повторно изгледа убаво, повторно изгледа богато, повторно изгледа поразлично, интересно, се доста отскокнува на улица кој ќе видиме. И всушност тоа е еден од најбитните моменти според мене, бидејќи окей, сме ја платиле нешто поевтино, нема толку многу опрема, толку многу ситни детали, иако клучни разлики во дизајнот од онаа поопремената и од ова нема. Добро, има неколку ситни детали кои што прават многу поинтересна таа другата, но повторно и тука изгледа убаво, како што кажав. И она е тоа што сакам да ви го кажам, дека и покрај тоа што да, имаме малку помалку опрема, повторно изгледа убаво и нема никој па да кажам, добро, ова е, знаеш, поевтината. Не, тука изгледа убаво, не е растопена како кај некои други негови ривали, така да браво за Opel. Сега да ги видиме, да ви ги покажам усади другите работи, дали таму има некоја измена. Мислам, така исто и кај багажникот, нема некои измени, бројката литражата веќе ја гледате тука, и иста како претходната верзија, мислам нема разлика дали е поопремена или помалку опремена, во багажниот простор е апсолутно исто, и тоа ми се допаѓа бидејќи Astra и таму и сега нуди стварно убав, голем, практичен багажен простор, што за еден голем ваков хетчбек е сосема доволно, бидејќи може едно семејство, но и помлади луѓе да се спастрат и убаво да се спакуваат за на одмор. Интересно дополнително е тоа што под оваа даска тука имаме сет за репарација, можете да си докупите големо резервно тркало и исто така добро е што можете да си поставите на даска тука до згора па да дојде рамно со ивицата на браникот, па да немате поголемо оптератување, притоварање и истоварање на багаж, а па вака имате малку поголема длабочина за поставување на поголем багажен простор. Куки за качалки нормално дека ги има, ме поштуваат мене, бидејќи знаат дека ги сакам, пошто се супер практични, можете да си закачите кеса, ранец, било што да не ви се шета низ багаж. А сега да видиме внатре како е. Тука на задниот дел, искрено, можеби знаете, можеби не, Peugeot и Opel сега се под истата групација, делат исти платформи, исти мотори, исти менувачи, тоа ќе дојме до малку подоцна. Но ако збориме дека Opel Astra и Peugeot 308 се горе-доле на истата платформа, ме зачудува како Astra нуди волку многу попрактичен простор тука на заднава клупа, бидејќи окей, нема измени со претходната верзија по-богато опремената со оваа изведба, но ме зачудува како стварно тука волку комотно и стварно за еден, чекајте дали можам јас вака, можам. За еден вака голем, за едно вакво хетчбек возило, многу ми интересно што има вака голем простор за седење, за комоција тука на заднава клупа, особено тука ми се допаѓа што позади во предните седишта, особено пред возачкото, имам доволно простор за нозете, бидејќи е закосено навнатре, имам простор за колената, а можеме да ги бутнам нозете под седиштето, иако седиштето сега е спуштено најниско доле, имам одличен простор од зола. На средниот дел тука доле, тунелот не е така висок, не е ни така широк, но поради централната конзола е малку повлечено наназад и не можам да ставам нога како што треба горе тука, што значи мора од страна, но сосем окей бидејќи имате простор од страна и можете да седите тројца патници. Не би седел јас искрено вака голем тука на средниот дел, иако не е така поиздигнато. Имам простори за главата, но за тројца возрастни не. За тројца помали патници ќе биде стварно супер. Една замерка тоа што тука на средниот дел немам наслон за рака. Добро е што Isofix куќите лесно се наоѓаат под овие патенти тука и можете лесно да стигнете до нив. И да, има многу остави, особено за телефони, тука на централната конзола има две остави, нема USB порт, тоа е на замерка и нормално има остави во вратите. Искрено веднаш фатив да возам и ќе ви објаснам за предниот дел. Многу ми е интересен елементов околу шариве, околу целиот интериер.
бидејќи и дури во ова едишен ниво на опременост, многу ми е кул, многу ми се истакнува, многу ми е поразличен овој Opel и искрено дури за моменти ми е поубав од претходната верзија која што возев. Тоа видео секако можете да го погледнете тука, но ајде вака. AGR седишта кои што се стварно многу удобни, кои што имаат феноменална потпора за кичма во секој елемент. Дополнително на тоа, во ова едишен ниво на опременост имаме греачи на двете седишта, греачи на волан, што искрено тоа го барам, тоа го сакам тоа да ми биде во опрема и тоа го очекувам да го има едно возило 21 век. Второ, сите безбедности системи. Ај сега чекате малце. Околу практичноста. Истите елементи ги има како и во другата Астра, но јас мора повторно ги повторам бидејќи се стварно многу кул. Тука до згора имаме простор да го ставиме телефонот и ова тука даска да кажам е гумирана, што значи дека нема да ви лизга телефонот, што е кул. Под неа имаме голем простор за телефон, тракатанци, што да ви текне, 2 USB порта, 12 волтен приклучок за струја, стварно кул остава. Тука под ова копче се крие една мала остава која што исто можете да се користите, не знам, за клучеви, пари, што и да ви треба и да ќе ви текне. 3 остави за шишиња, што е кул, стварно 3 остави. Прво време се викам, чекај, стварно зашто се 3, ама после користење сваќам дека реално е доста практично. И нормално тука под наслонов за раката, кој што не е класичен да се отвара со кревање, тука е со лизгачка даска, исто како напред што видовме, и е кул бидејќи таа гумирана и некако ми е многу попрактично, огромна. Тука има огромна остава. Седиштава, како што кажав, се феноменални, многу удобни, многу убав волан. Одлична големина, не знам како да го кажам, леле, ќе мислите дека кој знае колку е платена реклама за да фалам денес Астра толку многу, но стварно големинава на воланот ми е феноменална, таман ми е. Колава е путер едноставно. Големината на волан ми е таман, дебелината на самиот волан ми е таман, немам никаква критика да спомнам било што околу интериеров, било што околу дизајнот надвор. Добро. Еве една критика тука внатре. 10-инчен екран имаме од инфозабавниот систем, супер е. И таму и тука функционира феноменално, мислам и во поднапредното ниво и тука. Единствена работа што не ми се допаѓа е пијанопластиката, бидејќи одма ми текнува тука кој ќе ја перам, кој ќе ја бришам со крпите, дека џабе ќе ја пазам, ќе се изгрева пластикава и ќе изгледа како пајажина цела да има. Но од друга страна за да бидат вака убаво врзани двата екрани со се отворот за вентилација од тука, не гледам некој друг начин што можеле да искористат, се некако ги правдам, ама пробам да размислам рационално, разумно, бидејќи инаку ќе биле као два посебни екрани ќе штрчат на некој начин. Така да не ми се допаѓа пијанопластиката, но како целокупен дизајн изгледа убаво, искрено. Пред мене во случајов има голем екран, мислам дека ова е 10-инчен, ги покажува сите потребни информации што му требаат на еден возач, потрошувачка, бидејќи тука во ова опрема имаме и радарска контрола, така да ги чита и знаците, ве информира за секој предупредување, така да убави системи. Сега околу возењето. Едишен ниво на опременост доаѓа со 1.2 3 цилиндра турбо бензинец со 110 конски сили и 6 степен мануелен менувач. Знам дека веднаш ќе почне голем дел од вас да имаат предрасуди, тој мотор е слаб, како може во Астра да се стави, дали ќе издржи, дали вака, дали така, дали тегне нагоре. У моментов сум на водно. Го искачив, неколку пати го спуштив, живеам на слична локација која што има цело време потреба од скачување на угорнини, така да максимално го испробав тој момент конкретно, дали овој мотор може да издржи. Да, јас ќе објаснам се, но само вака ќе ви кажам. Околу моторот,
кога ќе одите да тестирате Астра, а треба да го направите тоа, ако размислувате за возило од овој ранг, едноставно не прашувајте што мотор има. Не прашувајте, седнете, возете го, натоварете се, 4 души, куфери, не знам што и да ве интересира, натоварете акулата, ставете и тежина, качете се на било кој горен и видите дали ќе имате некаква мака. Нема да има, бидејќи моторов е стварно многу жилав. Мене ми изненадува, Peugeot е цела PSA групација, тука и Opel, нели? Со овие нивни нови мотори, колку се жилави, колку се еластични моторите, може да потегнат стварно многу поголем опсек и не чувствувате било каква тензија или негодување околу искачување на поголеми угорнини. Стварно моторот е фантастичен, немојте да имате такви критики без да го испробате, да кажете не го бива. Бидејќи стварно ќе ви го докаже спортивното. Во овој пакет, како што кажав, 6-степен мануелен менувач, стварно ова ќе искачи како голема бесплатна реклама, но седнувам во Астра и веднаш се чувствувам како да имам 10 години. Тоа ми се допаѓа кај секој ново возило, кога јас ќе седнам и не треба да се прилагодувам, да ја учам денови, недели, месеци за да се навикнам на неа, тука едноставно седнувам и јас веќе имам чувство како стварно да сум ја возел 10 години, да ми легнала колава, стварно да ми е путар. Затоа ова е многу добра понуда, добра опрема, 23.900 евра, одмah ќе кажам ценава 23.900 евра чини овој пакет, како што кажав, со грејачи на седишта, грејачи на волан, сите безбедносни системи за задржување во лента, автоматско кочење, темпомат, автоматски светла, LED светла исто така напред и позади. Убава опрема, едноставно сите работи кои што очекуваме да ги има и ги има. И дополнително на тоа сите контроли се толку многу едноставни, многу лесни за користење што едноставно немате потреба од ништо плюс да побарате или да кажете ова не го сакам. Искрено јас би сакал да има тука автоматски менувач, бидејќи ми е попрактичен некако. Иако менувачов е стварно, прво педалите се прелесни, второ краток шалтер има, брзините не се ни прекратки ни предолги, некако таман му се, што значи дека и за искачување на угорнини или за патишта по долги дистанции нема да имате никакви проблеми. А тоа возможува и да има малку подобра потрошувачка. Сега дискутабилно е, сите очекуваме дека помали мотори ќе имат многу помала потрошувачка, не баш. Во моментов имам околу 8 литри потрошувачка, реално малце малтретирање, реалната бројка што може со минимално пазење да се спушти нешто под 8, околу 7,6, 7,7, што да кажам ми е очекувана бројка. Особено за овие перформанси што ги има, да, овој мотор со толку конски сили, но некако се чувствува искрено како 150 коњи да има подхалба. Така е жилав, така е моќен, така да не, пак ќе кажам, немојте да давате предрасуди без да го пробате. Пак ќе кажам, ценава 23.900 евра, тоа е акцијска цена во моментов, иначе некаде околу 25.300 редовна цена. Сите автомобили, цела индустрија отиде многу нагоре со цена, оваа цена ми е некако реална понуда за се она што го има, за се она што треба да го има. Тоа е многу клучно да се каже, бидејќи некако поскапи автомобиливе, а многу малку опрема се нуди за разлика од пред 10 години. Така да се она што треба да го има, се она што ни треба денес, го има, имате можност да го врзете екранот со вашиот телефон и со кабел и без кабел, без разлика дали е Apple или Android. Така да убава опрема, добра цена, реална понуда и затоа мислам, затоа сум убеден дека тронот во оваа категорија веќе Volkswagen одамна не е, тука се веќе
Peugeot 308 и Opel Astra. За мене Peugeot дизајнерски изгледа малку пофантастично, но ако станува збор за попрактично возило, дефинитивно број 1 за мене е Astra. Така да, ако размислувате на возило во оваа категорија, без размислување ќе ви кажам, дефинитивно, тоа веќе го потврдувам на луѓе што ме прашуваат лично, посетете го Opel, видете новата Astra, бидејќи оваа понуда сега конкретно е стварно супер. Не е реклама, воопшто не е реклама, ова го сметам искрено и ова искрено без разлика дали ќе ми го дадат возилото или не, ќе го кажам бидејќи вреди да се каже ова за новата Astra. Кажав многу позитивни работи, бидејќи така и треба да биде за новата Astra, направете subscribe и се гледаме наскоро со ново видео, бидејќи ние сме најпопуларниот автомобилски YouTube канал во Македонија. Чао, дечки!